На месец и пол пред да застари предметот, екс-премиерот Никола Груевски доби ослободителна пресуда за предметот Талир 2. Судиката Даниела Алексовска ја одби и конфискацијата на партиското седиште на ВМРО ДПМН. Повеќе од еден час објаснуваше зошто во 2022 пресудила 6 години затвор за Груевски, а сега ослободителна. Како главна причина ги наведи измените на кривичниот законник од 2023, поради кои и обвинителството го преквалификуваше делото. Покрај тоа што оваа пресуда е сосема различна од претходно донесената во конкретниот предмет. Сепак, анализата и оценката на доказите, утврдените факти и заклучоците изведени од страна на судот останаа непроменети. Така што при постоење на истите докази, врз основа на кои судот претходно утврди дека е сторено предметното кривично дело со искористување на службената положба и овластување, цени дека при постоење на истите тие докази не се докажа надвор од разумно сомнение дека делото е сторено со друг вид на действија, односно со пречекорување на овластувањата и со неизвршување на службената должност. Според обвинението, договорот со Бетон за изградба на партиското седиште на ВМРО ДПМН е бил направен спротивно на законите, за финансирање на политичките партии и за облигациони односи, а партијата се стекнала со над 507 милиони денари или околу 8 милиони евра. Со денешната пресуда, покрај тоа што падна и конфискацијата, државата ќе треба да ги надомести трошоците за судењето кое почна во 2018 година, а апелација укина осудителната пресуда пред 2 години. Првично беше обвинет и екс-генералниот секретар на партијата Божиновски, кој доби условна казна, но по законските измени му застаре делото. Пред крајот на судењето дојде и до промена на обвинителот. Ленче Ристоска си поднесе оставка откако државниот обвинител ги повлече овластувањата на обвинителите кои судеа предмети од обвинителствата кои не им се матични и остана без предметите Талир 1 и 2. А претходно и Советот на јавни обвинители не утврди дека премиерот ја нарушил самостојност. Сега обвинителството е на потек дали ќе се жали, но делото застарува на 31 август годинава. Судиката Алексовска Стојановска лани пак беше на мета на критики од владеачката ВМРО ДПМН, кој бара судскиот совет да ја разреши, затоа што пресудила поправен дом за Васил Јованов кој подоцна ја прегази Фросина Кулакова. Тие држа и пресконференции со обвинувања дека во незиниот семеен дом во Ранковци имало штаб на СДСМ.